Продолжуваме со утринска на Телма и со уште еден интересен разговор. А кога велам интересен разговор, разговорите со доктор Зоран Крстевски се секогаш интересни. Но овој пат кај нас во утринската, во нашето студио, се случува прва и ексклузивна промоција на неговата најнова книга Патот на кармата. Ќе зборуваме повеќе за содржината, за кармата, зошто доктор Зоран реши да пишува за кармата и што е тоа кое што би требало да го знаеме на оваа тема, поточно кога станува збор за индиската мудрост и етика. Добро ни дојдовте, Зоран, и благодарам за вашето време, за вашето гостување. Од време на време се гледаме, секогаш со новитети, интересни теми кои што гледачите ги сакаат, но и ги бараат. Така е, благодарам, Ивана. Па битно е да бидеме интересни и да приложиме теми кои што нив ќе ги поттикнат кон личен развој, кон позитивно живење. И за секоја сум за афирмативна опција, значи не да ги плашиме луѓето, туку да им дадеме некој вид на насоки како да си го хармонизираат својот живот во ова време на невреме, кога навистина опасностите, заканите, негативноста на секаде присутни. Кога читаме повеќе, кога се едуцираме, кога добиваме повеќе информации, само можеме да го елиминираме стравот, што е апсолутно важно во времето во кое што живееме, и затоа е потребно што повеќе можеби содржини и теми, ако го зборуваме за мудроста и за нешто што е навистина едно големо богатство кое е безвременско, би требало да едноставно го имаме фокусот и вниманието насочено кон тоа. Вие сте автор на 9 книги, ова е 10-та книга и секогаш поддржано, но и со добри коментари и критики позитивни критики од читателската публика. Ќе зборуваме за новата книга Патот на кармата, книга која што читателите може да ја најдат на сајамот на книга кој што е во тек, тоа ќе кажам и во текот на разговорот, но може воведно да се задржиме на тоа што е содржина во самата книга. Јас ќе извадам само еден мал дел што е можеби еден опис на тоа кое што се случува посебно во овие денови или во овој период, а подоцна ќе продолжиме за тоа што значи кармата. Омразата, неморалот, злото и негативната енергија како најголеми непријатели на духот на човекот. Знаеме сите дека кога размислуваме негативно, својата енергија ја трошиме да им наштетиме на другите. Некој тоа го прави свесно, некој го прави несвесно. Но тогаш создаваме сериозни проблеми во својата духовна состојба и тоа некој го почувствувал многу силно на своја кожа, а некој не е свесен дека тоа се последиците од истото, но максимално на тој начин ја оптоваруваме собствената карма. Така велите вие во едно од вашите текстови, но повеќе за патот на кармата, како се движи кармата и што значи, малку ќе се осврнеме во продолжение. Па, како прво ете тоа што прочитавте, се што праќаме, тоа ни се враќа. Се е енергија, енергијата е врзана со мислата, мислата е врзана со емоцијата, емоцијата е врзана со телото и автоматски, ако ние не се чувствуваме добро на психофизички план или на телесен план, има одредена причина. Веројатно некаде лошо размислуваме, лошо действуваме или попримаме негативни вибрации. Во тој поглед имаме ние индивидуална, семејна и колективна карма, која се рефлектира онака како што ние кон неа пристапуваме. Значи, колективна карма, да речеме, тешко ни одат нештата 30 на години. Првото главно прашање е каква енергија ние емитираме надвор од нас, ова првично како народ, за какви вредности се задржуваме, што сме натрупале како карма со текот на минати таму децениуми и автоматски што правиме за да ја чистиме кармата. И сега еден од клучните заклучоци, не ни оди, тешко ни е, како постојано да сме под карма, под удар. Тоа е општиот впечаток на народот. Зашто? Бидејќи преовладува страв, негативизам, живење под стрес и можеби отплаќање кармички долгови. Истото тоа може да го кажеме на семеен план. Во некои семејства има несреќи, има некои неубави работи. Се случува никого да им тргне. Некој од децата некој не може да има новороденче, некој има проблеми со бракот, некој константно некои работи им се преповторуваат, некој не може да направи финансиски пробив, некој не може да направи нешто во поглед на професијата. И тоа се така се акумулира и никако нив да им се отвори позитивноста, туку како да отплаќаат нечија карма. Е сега прашањето од чија карма отплаќаат, дали собствена или семена, па како таа семена се натрупала, сето тоа го има како одговор во книгата, но од име на индивидуална карма. Сите ние сме енергетски битија и го живееме животот на свој начин, да речеме, акумулиран од социјална средина, од генетика, од начин на образование, од духовна свест, од општествени прилики и неприлики и од се што нас на некој начин е детерминира.
Но и ние сами себе се детерминираме, се предопределуваме врз основа на нашите мисли, нашите постапки и нашите избори. Ако ние настапуваме негативно кон себе, не се прифаќаме, ако не ги препознаеме собствените вредности, ако не праќаме убава енергија надвор од себе си, што се вели во космосот, каква енергија ќе ни биде возвратена? Секако дека не е убава. Тоа е кармата, вели причина и последица. Се е со се поврзано. Постои кармичка законитост. Во тој поглед, едната од категориите на материјализмот е се е случајно, ништо не постои, нема душа, нема задгробен живот, едноставно има живе, јади, пи, утре се пропаѓа. И форсирање на телесен пристап, форсирање на материјализам и на егоизам. Кармата вели друго. Не. Еден ден за тоа што го правиш, уништуваш народи, повредуваш луѓе, создаваш зло, не се однесуваш добро кон себе си, во љубовта предизвикуваш навреди или негативизам кај блискиот, еден ден ќе ти се врати. Може би на тебе, а веројатно може ќе го пренесеш на потомците. И тоа со кармата асоцира на етички баланс. Таа не е железна нужност, детерминизам или фатализам во смисла дека ние не можеме да ја промениме, не можеме да ја подобриме, но ни укажува, нимава и на својата етичка ориентација. Бидејќи тоа што си денес е показател на тоа што си бил вчера. Тоа што го правиш денес укажува како ќе бидеш утре. И гледате кармата која е осмислена и не е случајна. Прво укажува дека постои една повисока сила која наблюдува, која на некој начин и влие врз човековите животи, но им дава и слобода на изборот, но на крајот ќе ги заштити од злото. Како што и христијанството вели, Бог ќе ве спаси ако имате вистинска верба. Поверувај, работи на доброто, биди светлосен, Бог ќе те спаси во најкритичниот момент. Така и овие индиски сваќања, во поглед на кармата укажуваат, сите тие што прават зло, може би нема да одговараат пред судски инстанци, може нема да одговараат пред јавноста, може ќе го сокријат злото, ама не може да го сокријат од кармата. Значи кармата никогаш не доцни, таа кога тога ќе настапи. Гледате се како една голема мотивација за луѓето кои што страдаат и кои се на удар на негативците. А негативците форсираат опција, материјализам, егоизам, не ме интересира, јас сум Бог, ја ќе правам што сакам. Нема да правиш, бидејќи на крајот кармата ќе те стигне. И сега тука е елаборирано во книгата, многу и некои личности, историски личности, кои што навистина претрпеле големи семејни трагедии, големи удари од кармата, големи непријатности. Тоа ни е познато со Оназиси, со Кенеди, кланот, со Грималди, со Ањели, значи богати фамилии кои ги имаат сите привилегии, кои навидом не треба ништо да им недостига, но себено им се случуваат се повеќе и повеќе уништување, деградирање, а сето тоа си има причина заради одредено акумулирано зло или некој негативизам или некоја погрешка која подоцна нив им се враќа. И затоа се вели првата асоциација. Имаме кармички долгови, а втори имаме кармичко исцелување, но имаме и кармичко чистење, за кое секако ќе поразговараме. Да, во книгата она која што ќе може читателите да го најдат и да прочитаат за индиската етичка мудрост, аюрведа, индиска астрологија, законот на кармата, исцелување на кармата, карма во љубовта, карма и реинкарнација како тема која што за многумина ја отвара или ја големува љубопитноста за тоа кој какво мислење или став има во однос на реинкарнацијата, но ќе позборуваме ние и за тоа. Сакам да се надоврзам на она кое што е апсолутна вистина, а тоа се универзалните космички закони кои што постојат без разлика дали ние сакаме да веруваме во тоа или не. Тие си постојат и на тој начин и се одвиваат случувањата во секојдневните животи, ако зборуваме за индивидуалната карма. Во делот книгата каде што отворив на 141-та страна ми привлече внимание една реченица која што вели современиот начин на живот на површина го изнесе сваќањето дека најсилен ресурс на човекот е поседување на позитивна и збалансирана и творечка енергија и се чини дека се помалку некако во последно време може да се најде тој извор на позитивна и творечка енергија. Секоја чест на сите оние исклучоци кои што навистина и во ова време невреме ја наоѓаат токму таа енергија и ја продуцираат на тој начин да може би ги мотивираат и другите, но за жал ако гледаме вака глобално или поголем процент со се што не се случува делува и депримирачки, и демотивирачки и ако сме малку лабилни тоа може да не однесе во друг правец.
Па да, многу минете и некои ја прочитаа книгата и велат супер, сите убави се насоките, ама како да се заштитиме од овие лица кои ни натакуваат од општеството, од разни влијанија кои што се присутни во општеството. И навистина не е лесно, но мора да се почне. Едната работа да се предадеш, да те понесе тој негативизам и самиот да страдаш, човекот кој што е емоционален, овде и пишувам за тоа, тој си предизвикува болести, бидејќи акумулирал гнев и тага. Не ги разрешил работите. И фактички кармата е тоа. Ако имаш натрупани состојби во животот, првично како негативни состојби на живење произлезени од семејството, кои не можеш да ги промениш, а можеш да ги трпиш, а немаш механизми како да ги разрешиш, тога сето тоа преоѓа во еден вид на болест. Бидејќи живееш во стрес. Затоа што можеби ќе избегаш од некој пријател, можеби ќе се разведеш од некого или нешто ќе се случи. Ама не можеш од блиските, од роднините да избегаш. Тие се тука околу тебе и ти ако ја попримаш нивната вибрација или не знаете вие како да се подигнете како семејство, да отидете позитивно, туку постојано фаворизирате страв, закана, немир, гнев, незадоволство, тоа еден ден се одразува. И тогаш таа семејна карма е пресилна, бидејќи луѓето дозволиле да ги преовлада. Истото и колективната е нашата карма. Ние мораме да идеме кон едукација, кон себе развој. Ние мораме да менуваме програми кои што ни се наметнати, не знам од каде, може и од западот да бидат. Па не мора ако се доаѓа од западот. Дисфункционални, поразителни. Па да, гледате вие, се премногу се стави на телесноста. Ако сега во контекст на тоа што се случуваше. Ако родителот или ако родителите на некој начин немаат време за себе, немаат време за децата, ако не разговараат, ако не најдат решение во нивните меѓучовечки односи, ако има некоја инклинираност кон надвор, кон некои ниски страсти или кон премногу работа или кон премногу пари, ќе се одрзи кон детето. Детето ќе се остави запоставено. Ќе се чувствува дека не добива љубов, ќе ја бара љубовта надвор од себе си. Некогаш тоа го бараат на еден агресивен начин, или стануваат конфликтни, или имаат чувство на напуштање, или имаат страв од одбивање. И гледате некој ако ги одбие се акумулира тоа. Ако мајката не покажала внимание како во тој случај, имаме отпор кон сите жени. Секој што ни застанува на патот го гледаме како непријател, бидејќи во семејната клетка преовладува негативната енергија. А негативната енергија ги разнебитува битијата на луѓето, бидејќи внатре им создава еден вид на фрустрација. Ако ја живееш во страв, во фрустрација, во стрес, тогаш какво зрачење поседуваш и што привлекуваш? И ви го коренот на проблемот. Значи, премногу бомбардирани од разни вибрации, без навика да се ориентираме кон двете категории. Првата е знаењето, а втората е спокојството. Ево таа книга, тие две категории се клучни, кај индиците се вели авидија, значи немој да живееш во незнаење. И тај кон знаење, бидејќи сите состојби на незнаење, со кого си имам работа, каков партнер бирам, какви проблеми имам во семејството, што се случува во работата, со што сум опкржен во општеството, на крај ќе ти создадат последици. Бидејќи си бил со незнаење, си се приклонил, си попримил негативна енергија, не си разлучил траума, стрес, сето тоа е присутно во себе си, немаш реален поглед на животот, еден ден доаѓаат последици. Во која смисла? Кај најемоционалните во болести, кај агресивните, гневните, во манифестација на зло кон другите. Причината од каде произлезе? Од неразрешени состојби или на кармички план, или на биоплан. Видите, сите ние сме суштества со биокод, биополе. Тоа биополе го произлегува и од нашата генеза семена, од аспект на генетиката. Затоа генетски болести. Но затоа се верува и вроденост на зло или вроденост на добро. Кај некои луѓе тоа зло можеби е скриено. Ќе се манифестира повреда на глава, негативни состојби, некој го навредува, не снајден во животот. Ред аспекти кои придошле и го активираат злото кај луѓето. Ние што треба да правиме? Да знаеме дека многу луѓе не се спокојни, дека не се смирени, дека не се ориентирани кон духовноста, дека не сакаат позитивно да зрачат, бидејќи нивното лично чувство на незадоволство, на фрустрација, го емитираат кон другите и секогаш кога имаат црна трагедија, односно кога има неубава работа, кога има повреда, кога има напад, кога има критика, тие се возбудуваат и тоа ги привлекува. И во едни вакви ситуации гледат има навивачи, на предизвикувач на зло. Зашто се тие навивачи? Затоа што живеат таа матрица. Што треба да направиме? Да смениме матрицата. Да одиме кон светлосно, кон афирмативно, кон читање книги, кон информација, кон сваќање дека постои карма. Причина, последица. Како правиш, така ќе ти биде правено. И внимавај на сето тоа негативно, лошо кој произлегува од надвор, а за кое не си свесен. Бидејќи тоа е многу поопасно. Реално, ако го знаеме злото, ќе се заштитиме. Најопасното злото кое што не го знаеме. А понекојаш злото доаѓа и од нашето его, од нашето незнаење.
Секое доброто дело создава добра карма, исто како што секое зло го иницира злото и создава лоша карма. Тоа не само што индивидуално го чувствува тој кој што го прави тоа зло, туку и се рефлектира на општеството, на околината, каде што како последица се и невини жртви, како што можевме да видиме за жал во овој случај или оваа трагедија. Имаме уште малку време, би сакала тоа време да го искористиме за оно кое што е меѓу последните содржини во книгата, како што е исцелување на кармата во кратки црти и што всушност значи реинкарнацијата, кога ќе велиме или кога се прашуваме меѓусебно во одредена комуникација, веруваш ли во реинкарнација или дали можеби имаме претходни и идни животи, тогаш што е тоа кое што го вели индиската мудрост и еве може и вашиот личен став. Дали верувате во реинкарнација? Па добро, прво да објаснам, во народот е задржана мислата, го стигна кармата. Да. И така треба да се размислува. На крај ќе ги стигне кармата сите кои се определиле за злото, за негативноста, за повредување на луѓето. Ние да бидеме добри, да бидеме насочени кон Бог, да работиме на себе си, а на крај ќе дојде добрата карма. Зашто и таа се создава со секој момент и се отплаќа со секој претходно настанати ситуации. Значи, клучно е, има кармички долгови кои мора да ги препознаеме, се знае јасно, таму има и за астрологија, од каде произлегуваат, на кое поле треба да работиме за да ги чистиме. Потоа имаме кармичко чистење или исцелување на душата, на кое треба да работиме ни смисла на да препознаеме матрици кои ни се преповторуваат, да видиме во љубовта може имаме кармата, па сме нашле партнер кој ни е кармички, таму имаме објаснето и за сродни души, имаме и за близначки души, во кои можеме да најдеме голема потпора, но пред се тука пишувам и за реинкарнацијата, како што кажавте, и јас лично верувам дека таа постои. Сега, знаете, сега ќе дојде скоро за еден месец, нели, за душница. Значи, христијанството верува во душата. Да. Автоматски, во будизмот не се верува за душата, се верува за свеста. Свестат продолжува да обстојува и пак ќе се врати таа единка во овој живот за пропатува она што до таму го стигнала. Ако стигнала до високо ниво на развој, пак ќе дојде, пак ќе продолжи со високото ниво на развој. Тоа е во поглед на будизмот. Хиндуизмот асоцира дека таа душа не умира, туку се реинкарнира или се инкарнира повторно и повторно човекот, ако едноставно има добра карма, има добра позитивна основа, тој ќе има и подобри предуслови во овој живот. Иако понекогаш нашето духовно воздигнување произлегува од страдањето. Значи, ние мораме да пропатиме ни страдање, понекогаш тие што се подуховни уште поголеми страдања имаат, за да ги отплатат кармите кои некој нивни предок ги направил. И кој ќе анализирате, некој дедо ја повредувал бабата или некој предок не бил добар кон своите блиски, некој од внуците или некој од овие поколенија мора да пренајдат партнерка со која ќе се мачат, со која ќе живеат кармата, со која ќе отплатат кармата. Но кога ќе чистат кармата, тога ќе има подобри основи за нашите поколенија. Значи, со ова и ќе завршам, битно е чистењето на кармата и исцелувањето на кармата. Тука ете ги имаме тие методи, сега да не ги преповторувам кратко е времето. Ќе се прочитаат, но клучно е сите ние да работиме на чистење, на исцелување на душата. Значи, чистија кармата, прави добри дела, свати дека некои работи не се случајни, дека придошле во животот, но има решение. Решение на крајот ете да почнеме со знаење, со едукација, со себе надградба. Бидејќи тие негативности, тие сакаат да бидеме ублажени на знаење, да бидеме водени и креирани. Не, ќе идеме кон светлина на дух, кон себе развој, кон мотив, кон позитивност, за да и на нашите поколенија им биде подобро, за да на нашата душа им биде поспокојна. И како што велите и во воведот, практикување на духовните вредности кои што всушност се брана или кои што би спречиле негативни состојби на постоењето, а такви негативни состојби на постоењето во денешницата, во денешно време навистина ги има многу за жал, но мора да постои начин како тоа да се трансформира, го кажавме начинот, како и на кој начин да се одберат методите кои што ни се најлесни, најпрактични за да може да си помогнеме себе си дури тогаш и кога сме окружени со лоши настани и со темни мисли. Така, и тука пишуваме за ајурведата, таа е древна исцелителна техника, метод, произлезена од Индија, најстарата медицинска техника или метод, кој токму на тоа зборува да ги урамнотежиме нашите души, да дојдеме во хармонија.
А инаку има уште еден термин кај индиците, клеши. Тоа се асоцира на нечистоти. Внимаве од каде произлегуваат. И тоа има совети за однос кон собственото тело, кон собствениот дух, кон собствената душа, за начинот на исхрана, начинот на исцелување, начинот на позитивно мислење и какви се резултати тоа создава. Мислам дека ова беше навистина еден доволно добар повод да ги потсетиме читателите, читателската публика, оние кои што досега ги имаат и прочитано останатите ваши книги, да кога ќе го поседат сајмот на книга, да може да си ја набават и книгата Патот на кармата, каде и повеќе детали за тоа и ќе завршиме. Да, значи ја има на штандот на Или, на сајмот на книгата, не е скапа, 450 денари е. Таа цена мене од 2008 година ми е на првата книга, ете непроменлива скоро 15 години, за да читаат, за да се едуцираат, за да се подобрат, за да ја хармонизираат својата харма и за да утре придонесат за нашето општество, за своето семејство и за самите себе си. Значи, секој кој што сака да си помогне на самиот себе си, сака да им помогне на своите блиски, сака да дојде до одредени одговори зашто така тешко оди и зашто се измачувам, неопходно е да ја прочита книгата. Кој ќе ја прочита, ќе види какви се совети има, богатство на идеи за да почне да тргне кон патот на пострекното живење. Благодарам за гостувањето, за овој вовед во книгата Патот на кармата, за тоа како всушност изгледа патот на кармата и што тоа значи повеќе и подетално во книгата, а ние се гледаме во следна прилика, се разбира, со нова, важна и интересна тема која што секогаш го привлекува вниманието на нашите гледачи. Благодарам, Ивана, голем поздрав за нашите почитувани гледачи. Само позитивно по патот и кармата ќе биде стрекна и убава.